صلي على نبينا صلي على محمد 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 إن الصحابة كلهم كذكائي قد نوروا وجه الورى بضيائي إن الصحابة كلهم كذكائي قد نوروا وجه الورى بضيائي. Месе арената во Карлсруе, Германија беше зборното место на годинешниот 39-ти годишен собир наречен Джалса Салана, собир кој го организира Ахмадиската исламска заедница, а на која нашата ТВ екипа беше дел од самите гости. Во продолжение ќе се обидеме да видоловиме дел од самиот настан, традицијата и неговата историја, кој година во 13 до 15 јуни во Карлсруе собра околу 30.000 луѓе, настан на кој присуствуваа и 50 на гости од Македонија. محمد صلي على نبينا صلي على محمد. Од организацијски аспект, годинешново издание на 39-тиот Джалса Салана собир помина безпрекорно, дека организираноста е на врвно ниво, се насетуваше уште на самиот влез, каде сите пријавени гости регистрирани во системот мора да ја поминат рутинската контрола на обезбедувањето за влез во арената. Она што беше карактеристично се двата посебни влез, еден за мажи и втор за жени. Овде наидувате на рутинска контрола и слободен влез се разбира доколку компјутерски сте регистрирани во системот. Веднаш по влезот, изложбениот салон за стручна литература беше најзабележителниот дел, каде меѓу останатата стручна литература можеа да се пронајдат преку 70 преведени изданија на Куранот. إن الصحابة كلهم كذكائي قد نوروا وجه الورى بضيائي إن الصحابة كلهم كذكائي قد نوروا وجه الورى بضيائي. My name is Salam Ahmed. I'm a member of the Ahmadiyya community. Јас сум Салам Ахмед и овде во оваа просторија. Преку овие книги кои ги гледате можете да направите едно патување низ исламската историја, поточно историјата за Ахмедиската заедница. Веќе можете да го забележите Куранот кој што е преведен на различни јазици. So first of all, if you see over here, you will see the Holy Quran in different languages. Во самиот овој простор беше сместени речиси целиот историјат за Ахмедиската муслиманска заедница, меѓу другото сместено и сивито на 5 духовни водачи. Првиот со заедницата раководел од 1908 до 1914 година. Тој е воедно и основач, неговото име е Хаким Нор Уддин, познат лекар од Индија, човекот кој што ги испратил првите Ахмадија мисионери во Велика Британија, а потоа и успешно ги решава внатрешните раздори во рамки на заедницата. Вториот водач или калифа, како што тие го нарекуваат, раководел со Ахмадиската исламска заедница од 1914 до 1965 година. Тој ја основал целата организацијска структура и е познат по богатата мисионерска дејност надвор од подконтинентот на Индија. Третиот водач кој бил на чело од 1965 до 1982 или третиот калифа е оној кој што ги вградил темелите на првата џамија во Шпанија по 750 години. Тој исто така имал за задача на своите верници да им ја долови компилацијата на соништа, визии и откритија, како и дијалози на основачот Гулам Ахмед. Од 1965 до 1982 со оваа заедница раководел четвртиот калифа, кој што го променил седиштето од Рабвак во Лондон и го лансирал првиот Ахмадија сателитски ТВ канал со името на муслиманската телевизија Ахмадија Интернешнл. Начело на заедницата било од 1982 до 2003
2000 година. Од 2003 до денеска е актуелниот водач на заедницата кој во период на големиот наплив на скептицизам, особено кон исламот, редовно држи мировни конференции. Во негово време започнале со работи каналите MTA2 и MTA3 Ал Арабија. Освен сивито на петте водачи, во оваа просторија може да се видат и преку слайд-шоу сите џамии кои што се распространети на територијата на денешна Германија. Године 2-3 џамија ми направилјамо и имамо више од 35.000 своје верника у Немачкој и још нама пуно фали, немамо доволно простор где они обожавају, али плако сваке године ми нешто направимо, нове џамија и ови наши члани, они донирају, они дају за ово. Исто така во тој простор беше сместен и отворениот штанд на една од главните помошни организации која функционира во рамки на Ахмади заедницата, а тоа е хуманитарната организација Humanity First, која со своето дејствување, како што истакна еден од незините членови, помогнала на многу луѓе ширум светот. Assalamu alaikum warahmatullah. My name is Mohammed Zubair. I am the chairman of Humanity First. Humanity First is a international organization. Јас сум представник на Humanity First организацијата. Ние сме онаму каде што има катастрофи. Имаме тим на доктори, тим на инженери кои ги праќаме на погодените области, како неодамна во Босна и Херцеговина, Србија и Хрватска, кои што беа погодени од поплави. Имавме свој тим таму, подржувајќи и луѓето со храна, лекови и неопходните продукти. Вториот дел од нашата работа се долгорочни проекти кои што ги имаме најповеќе во земјите во Африка, каде го имаме проектот Вода за живот, каде изградивме доста водни пумпи. Исто така имаме проект за учење вештини, каде луѓето ги учиме на различни вештини од областта на компјутерската технологија и механиката. Работиме и преку донација на компјутери во училиштата. Го имаме проектот Нахрани семејство, при што помагаме на семејства на кои навистина им е неопходна храна. Проекти каде што им помагаме на близу 200 деца, градиме болници и училишта. Имаме изградено една болница во Бенин Того, референтна болница за кардиоваскуларни заболувања и слично. Humanity First е непрофитна организација која започна со работа во Германија во 1992, а ја докажуваме нашата работа во преку 98 земји во светот. Инаку финансии обезбедуваме преку самите членови, а и во соработка со некои од владите во светот. In some matters in cooperation with some governmental organization also. Како влегувавме во внатрешноста на објектот, така ги забележувавме и останатите помошни простории, во кои волонтерите беа задолжени за повеќе задачи. Преку нив на најсредечен начин дознавме како функционира Ахмедиската заедница во пракса. Рецимо, за ово скуп која ми држимо, има преку 2000 наши волонтери кои то ради. И ово Ова овде е местото каде што се врши ТВ пренос на телевизијата MTA, која 24 часа во живо го пренесува настанот. Ова пак е делот каде се чуваат работите на луѓето кои 3 дена го следат настанот. Тие добиваат свој бројче и потоа со приложување на истото си го земаат својот багаж назад. Исто така оваа просторија е еден вид склад на изгубените и најдени работи, бидејќи настанот трае 3 дена и може да се случи да се загуби нешто, па така како што гледате луѓето загубиле мобилни телефони, чадори, облека и многу други работи. Нивната задача е доколку луѓето сами не дојдат да си ги земат работите, тие да ги побараат и речиси секогаш успеваат да ги најдат собствениците на загубеното. А во овие 3 дена најдовме преку 100 изгубени работи. Најчесто ситни работи кои што луѓето случајно можат да ги заборават, како картички, мобилни телефони и слично. मैं बंदी हूँ तेरे दर से ही मांगना चाहती हूँ. Ова е уште еден од штандовите на Humanity First. Овде имаме сувенири со логото на нашата организација. Парите кои што ги добиваме од продадените сувенири одат секако во хуманитарни цели. Они имају неки своје сувенир, неки ствари где пише нjihovo име, рецимо као видите Humanity First, и онда луѓе узимају и овој пари онда иде на тај каса. Ова пак што го гледате е местото за надгледување. Овде се пријавуваат родители кои што имаат потреба од дарилки. Родителите кои имаат потреби од дарилки често бараат помош од нас. Ние посредуваме помеѓу родителите и студентите кои за време на распустот се пријавуваат за чување на деца. Се оди се разбира преку соодветна процедура, подпишување на формулари, така што ова е доста развиена пракса овде. उस सिलसिले में मालूमात देते हैं दोस्तों को, वो हमसे आके पूछते हैं। दूसरी वक्फ आर्जी है, जैसा कि आपको इल्म है कि 2 हफ्ते से 4 हफ्ते तक दोस्त वक्फ करके जमातों में दूसरी जगहों पे जाते हैं। Ова е уште еден дел предвиден за Ахмедиската библиотека. Инаку самата Ахмедиска заедница печати повеќе книги. Луѓето доаѓаат и наоѓаат нешто за себе. Повеќето луѓе најчесто бараат литература на орду, арапски и германски јазик.
Господин каже, он воли да читати и Овој господин сака да чита, а купил нешто за себе и своите деца. И нешто за деца и нешто за себе. Ово е канцеларија за склапање брака. Можда за наши луѓе ово буде нешто чудно, или код нас се Може би за повеќето луѓе е чудно, но кај Ахмедиската исламска заедница, џамаат, родителите бараат момче или девојка за склучување брак. Токму во оваа просторија се оставаат податоци каков брачен партнер се бара, се пополнува формулар и потоа се склучува така наречен светски брак. И не само тоа, покрај тоа се организираат и семинари на кои што се советуваат младите како бракот да биде успешен и како младенците да се почитуваат едни со други, како мажот да ја почитува жената и обратно, како жената да се справува со мажот. Муж поступи со женама и жена поступи со мужом и тако онда буде успеен и тај брак. За оваа задач волонтираат 21 човек кои се разбира доброволно ја работат оваа работа. И образованието зазема важен дел во Ахмедиската исламска заедница. Ова е штанд за пријавување на факултетот каде што студираат имамите, а оние млади кои што сакаат да студираат на ваков универзитет, овде ги добиваат потребните информации околу запишувањето на факултетот, чие седиште е во градот Ричтат во Германија. Има и втор штанд за студентите кои студираат и на други места, а кои по завршувањето можат во рамки на џамаатот да бидат доктори, имами и други звања со кои може да се стекнат по дипломирањето. Да студирају на овој факултет, они узимају неки формулар и тако они се спремни за сваког доба да дају информација. Кад се завршава, онда добие диплома да постане као имам. И онда може да се ради као имам и може да се преводи. То пуно е потреба у Запад за наш џамаат. Меѓу бројните штандови и оној на првата помош каде во рамки на нивната работа се организираат крводарителски акции. Ова се фотографии од повеќе такви реализирани крводарителски акции во различни градови. Претежно акциите се организираат во џамиите на Ахмедиската заедница, а се разбира во соработка со медицински тимови од здравствени домови. Со донирањето крв спасуваме човечки живот. Ваквите акции се одвиваат 7 до 10 пати годишно во различни градови каде се наоѓа нашиот џамаат. Меѓу бројните активности организираме и разни спортски манифестации, меѓу кои и кросна превари во трчање. Донација што они скопљају преку овога, то иде онда за ови помоćни организацијама, разни организацијама. Тако они скопљају пари и онда помаѓу други организации. Ова што овде го гледате е мапата на Германија. Јас го водам проектот за изградба на 100 џамии во Германија. Со плава боја се веќе направените џамии. 38 од нив веќе се направени во Германија од страна на џамаатот. Со жолта боја земјиштето од страна на нашата заедница е купено, но се планира изградба на џамија. Зелената боја пак значи дека веќе се гради на џамиите. Црвената боја значи дека луѓето разговараат со локалните власти за купување на земјиште за изградба на самите џамии. Ова што го гледате е џамија која ќе се гради во Висбаден. Незината градба треба да заврши најдоцна за 2 години, а градбата започнува на 4 јули. Имаме градби и во Аугсбург, Гизен, Фулда и вкупно 5 џамии кои што треба да ги завршиме до крајот на годината. Се разбира за џамиите имаме и орнаменти кои што треба да ги красат самите џамии. И ово е рецимо што ни направи окрас у џамија, од овога онда стави неки боја и онда тако залепи таму, када се гради минарет или нешто друго. Мало прije smo bili na taj štand gdje ovi momci su pričali za taj. Ovo je taj univerzitet. Оваа слика практично ви го покажува Универзитетот на Ахмедиската исламска заедница. Mi smo ušli od jedne Сега влегуваме од едната во другата страна, каде што за овие 30 и повеќе илјади гости се готват разни јадења. За пакистанците се подготвува многу луто, за останатите се води сметка каква храна треба да се даде. Например, за европјаните строго се подготвува европска храна. Во сосема спортивниот дел од арената и пазарот, традиционален пазар каде се продаваат разни јадења од луто до сладко и каде што ни беше овозможено да вкусиме дел од традиционалната храна. Овде исто така на овој пазар имаме и сувенири, гледаме прстени со пораки од Куранот, прстени кои се купуваат најмногу заради благослов. Ние сме од Англија, инаку продаваме прстени со цена од 20 до 30 евра. Луѓето многу сакаат прстени, ние продававме од 300 до 400 парчиња, прстени кои што најчесто се изработени од специјален материјал. These are 3-4 types of material. इसमें जो है tungsten, titanium, stainless steel and sterling silver. Ова е еден наш стар пријател од Норвешка. Тој вели дека секоја година доаѓа и овде во Германија, но оди и во Англија и на други места каде што има годишен собир. Јас сум овде затоа што после ручекот сакав да дојдам и да го сменам вкусот со нешто друго. Smo već želi, ali poslije toga smo došli malo da promenimo ukus, da jedemo nešto drugo. Ovo se zove dželebi.
Инаку како што веќе може да видите, овде има разни јадења од брашно, жито, орис, ова е джелебиова самоса, ова е риба, а ова е нешто слично. Имаме солени и благи јадења. Луѓето овде тоа го приготвуваат, а многу луѓе купуваат. Имаме и разни кебапи на пакистански начин. Исто така овде меѓу другото најпродавани се и ахмедиските капи. Цена се имате некои работи кои се квалитетни и скапи, но има и ефтини работи. Тука и кралот на овошјето, мангото. Среќа што денеска времето е пријатно за луѓето да можат да дојдат да одморат и да продолжат со остатокот од програмата. Ако забележавте, досега не видовме ниту еден полицаец, што значи дека нема никакви нереди, несогласувања, што е и целта на ахмедиската исламска заедница која пропагира за мир, каде сакаме преку дела да докажеме дека сакаме да се почитуваме едни со други. Во кратки црти вака изгледа традиционалниот џалса Салана Собир. Во очекување сме на завршниот говор на калифата. Се надевам дека оние кои сакаат да бидат наши гости ќе контактираат со луѓето од Македонија и ќе се уверат наредната година во сето она што ние овде го работиме. А доколку сакате да најдете повеќе информации за нас, може да најдете на нашата официјална веб страна. Сега во продолжение ќе пробаме нешто вкусно и ќе дознаеме какви се јадењата од Пакистан. बदरगाह ज़ीशान खैरुल अनाम शफीउल वरा मरजाए खासवाम बसद इज्ज़ो मिन्नत बसद एहतराम ये करता है अर्ज़ आपका एक गुलाम कि ऐ शाह कौनैन आली मकाम कि ऐ शाह कौनैन आली मकाम अलैका सलातो अलैका सलाम अलैका सलातो अलैका सलाम अलैका सलातो अलैका सलाम हसीना ने आलम हुए शर्मगी जो देखा वो हुस्न और वो नूरे जबी फिर उस पर वो अखलाक अकमल तरी कि दुश्मन भी कहने लगे आफरी ज़हे खुल्क़ कामिल ज़हे हुस्न ताम ज़हे खुल्क़ कामिल ज़हे हुस्न ताम अलैका सलातो अलैका सलाम अलैका सलातो अलैका सलाम अलैका सलातो अलैका सलाम। Инаку официјалната програма започна во петок на 13 јуни. Првата средба со калифот Масих на овогодишното издание се случи на официјалното отворање, кога во негово присуство беа подигнати знамињата на земјите учеснички, а потоа следеше и неговата беседа и молитва, со што и официјално настанот беше прогласен за отворен. खौफ क्या जब साथ है उसके खुदा ढाल के पीछे रहो बढ़ते चलो खौफ क्या जब साथ है उसके खुदा ढाल के पीछे रहो बढ़ते चलो ढाल के पीछे रहो बढ़ते चलो हमदे रब्बुल
दुआ कर लें। दुआ। आमीन। और इन नेकियों में जहाँ खुदा ताला की इबादत है वहाँ खुदा ताला की मखलूक का हक भी है। अब एक हक की मिसाल देता हूँ। Во агендата на настанот во сите 3 дена редовно беше излагањето на калифот, односно духовниот водоч на Ахмедиската заедница. Во неговите говори речиси редовно се препознаваше паролата на заедницата за мир. Нивната најчеста парола е мир секом, омраза за никому. Според калифот, мирот може да се воспостави во светот единствено ако луѓето го препознаат Бог и сватат дека љубовта која произлегува од неговата креација е возможна единствено преку љубовта кон самиот креатор. Од неговите говори исто така можеше лесно да се препозна и пораката на Ахмедиската заедница која што е отворена за соработка со сите религии и ги почитува сите други вери. Од читањето на Куранот се потенцираа деловите каде се зборуваше за мир, љубов и благосостојба, а посебен осврт беше направен кон односот на домаќинот и неговото почитување кон гостинот. За калифот, доброто гостопримство на ваквите свечености е особено важно и затоа џамаатот се труди се да биде безпрекорно. شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وكر الله Allah has karo paygambari em rasuli Muhammadi Allah has karo paygambari o Islam tano dini o Islam tano amaros pas o Islam amen sika vela e Allah has amor de manga o Islam amen sika vela e Allah has amor de manga vakati e kavilo o Islam izapelo Imam Mahdi avilo o Islam živdilo Imam Mahdi avilo o Islam živdilo Magentu mene Allahe sate bene dikenale Iako edevlena dikena Oftu mende dikela Iako edevlena dikena Oftu mende dikena Oftu men sobakana Darantaro Allahi emameren nisar Ozvem sar muslimanja emameren nisar Ozvem sar Ahmediye इस्लाम अहमदियत
इस्लाम अहमदियत, हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा, हजरत खातमुल अंबिया, मोहसिन इंसानियत, गुलाम अहमद की खिलाफत अहमदिया, हजरत खलीफतुल मसीह खामिस, हमारे प्यारे हजूर हजरत खलीफतुल मसीह खामिस, खिलाफत अहमदिया, जलसा सालाना जर्मनी, जमात अहमदिया आलमगीर, जमात अहमदिया जर्मनी, असीरान राह मौला, शहीदान अहमदियत, असीरान राह मौला, शहीदान अहमदियत, नारे तकबीर, नारे तकबीर। Освен говорите на калифот, во текот на 3 дена продефилираа и многу специјални гости, од германски функционери до луѓе кои на некој начин се поврзани со ахмедиската заедница и нивната работа, особено хуманитарната. I'm the head of the Ahmadiyya Muslim movement here in Germany, and this is our yearly gathering. Јас сум Абдула, јас сум представник на ова движење во Германија. Овде имаме гости од многу земји во светот, меѓу нив од различни религии, затоа што веруваме во исламот кој пропагира толеранција кон секоја религија. Инаку соборот не се одржува само во Германија, тој се одржува на повеќе локации во светот, меѓу нив во Босна, Косово, Албанија, а се надеваме скоро и во Македонија. All over the world, for example, we have initiated this meeting in Bosnia, we have initiated this meeting in Kosovo, we have initiated it in Albania. Hopefully we can do it very soon in Macedonia too. In fact, in addition to religious activities, we do something like humanity welfare activities also. There was flood. Минатата година во февруари бев во Хрватска, а во изминатите 3 месеци го планиравме организирањето на 39-та Джалса Салана. Сретнавме некои пријатели, донесовме 4 гости од Хрватска, меѓу нив и неколку жени студентки. Во делот на религијата правиме некои хуманитарни активности, каде членови на Humanity First организацијата помагаат во справувањето со настраданите во поплавените подрачја во Хрватска. Тамошните граѓани беа прилично импресионирани затоа што всушност ние бевме меѓу самите луѓе, ги прашувавме и практично им го обезбедувавме она што им требаше. Затоа тие луѓе сега се наши гости и преку дружење се запознаваат со она што ние го работиме. Следниот наш митинг е кон крајот на август во Обединетото кралство, каде се надеваме дека нашите гости од Хрватска повторно ќе бидат дел од заедничкото дружење и ќе дознаат пред се нешто повеќе за нашата заедница. Yeah, I have talked to them because the next big meeting is coming up in UK. That is in United Kingdom. That is in the last weekend of August. Here I told them that you will have a chance like people from 25 countries to see. Dolazim iz ovih poplavljenih područja Hrvatske, točnije Slavonija, mjesto Račinovci. Humanity First je prva organizacija koja je došla u Račinovce na lice mjesta, još je bilo selo blokirano, uvjerili su se u razmjere štete, vidjeli su što je na terenu i krenuli su odmah realizirati. U svega par dana uspjeli smo realizaciju napraviti, nabavili su 14. Јас доаѓам од Рачиновце, Славонија. Humanity First е првата организација која помогна за време на поплавите во Хрватска. Тие дојдоа на лице место уште додека местото беше блокирано, ја видоа ситуацијата на терен, тргнаа во акција и за неколку дена обезбедија 14 агрегати, со што веднаш започна санацијата. Господинов овде, кој што го гледате, заврши страшна работа. Сега на негова покана, на покана на заедницата од Хрватска и Германија сме овде и одушевени сме од она што го видовме. Добре дошли, казвам на всичките, македонската група. Тука участват повеќе од 30 држави хората и участвалите ще бидат некаде 35.000. И днеска Им посакувам добре дојде на сите од македонската груп. Тука знаете дека учествуваат повеќе од 35.000 луѓе. Денес ќе го имаме последниот говор на калифата. Јас се радувам што од Македонија учествуваат доста луѓе. Како сте задоволни од групата од Македонија трет ден? Дали генерално се придржуваат на тоа што го имавте планирано од почнувањето на патувањето па се до денеска третиот ден? Па целосно групата е доста интересна и дисциплинирана група. Конечно се придржува
по редоследот, ја следиме целосна програмата. Сите се изненадени од добрите настапи и говори на нашиот хазур, халифата. Така да највеќе беше вчера возбудливо за жените, говорот за жените на нашиот халифа, советувањето на жените, на една жена како да се понаша, исто на ние како машките, главата на семејството, како да ги почитуваме семејството и жените, така да денеска очекуваме уште подобар говор на нашиот халиф. Инаку клучниот настан се случи на 15 јуни во недела, кога халифот преку молитва им даде благослов на новите членови кои официјално станаа ахмедијски верници. Следеше и рецитирањето ахмедијски песни, а свој настап имаше и групата на ахмедијската заедница од Македонија. عبده ورسوله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله Bakar Allah tanıyık Nane averde velsem aleste Em Resuli Muhammedi Allah eskoro peygamberi Bakar Allah tanıyık Nane averde velsem aleste Em Resuli Muhammedi Allah eskoro peygamberi Em Resuli Muhammedi Allah eskoro peygamberi O İslam'tan o dini O İslam'tan o amaros pas Веднаш по завршувањето на 39-тиот Джалса Салана во понеделник 16 јуни се случи официјалната средба со калифот. Во точно одреден термин, групата од Македонија имаше можноста да го посети седиштето на Ахмедијскиот џамаат во Франкфурт, а со тоа и можноста да се даде оценка за организацијата за време на самиот 3-дневен настан. Сите од Македонија речиси безрезервно ја изразија својата импресионираност од настанот, а од средбата со калифата остана и неколку те спомени, сувенири наменети за гостите. Срдечниот прием заврши со уште едно рецитирање на познати рефрени во чест на калифата. Припадничките пак на понежниот пол потоа добија шанса да поразговараат со неговата сопруга и да ја запрашаат околу незината улога како сопруга на калиф. Ахмедијската исламска заедница во моментот не е регистрирана како исламска верска заедница во Македонија. Според незините членови се разговара со владата на ова поле, но кога би можела да се случи регистрацијата, не добивме конкретен одговор. Последна од земјите од Западен Балкан каде исламската ахмедијска заедница е регистрирана е Хрватска. Таму официјално регистрацијата се случи во јануари 2013 година. Ашхаду ла илаха илlallah вахдаху ла шарика лаху وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله आज मैं मसरूर के हाथ पर बैत करके जमात अहमदिया मुस्लिमा में दाखिल होता हूँ। मेरा पुख्ता और कामिल ईमान है कि हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातमुन नबीयीन हैं। मैं हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को
वही इमाम मेहदी और मसीह माऊद तस्लीम करता हूँ जिसकी खुशखबरी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अता फरमाई थी। मैं वादा करता हूँ कि मसीह माऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मुकर्रर फरमूदा 10 शरायत बैत का पाबंद रहने की कोशिश करूँगा, दीन को दुनिया पर मुकद्दम रखूँगा, खिलाफत अहमदिया के साथ हमेशा वफा का ताल्लुक़ रखूँगा और बहसीयत खलीफतुल मसीह आपकी तमाम मारूफ हदायत पर अमल करने की कोशिश करूँगा। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। रब्बी इन्नी ज़लमतु नफ़्सी व अतरफ़्तु बिज़ंबी फ़ग़फ़िर ली ज़ुनूबी फ़इन्नहु ला यग़फ़िरु ज़ुनूबा इल्ला अंता। ऐ मेरे रब, मैंने अपनी जान पर जुल्म किया और मैं अपने गुनाहों का इकरार करता हूँ। तू मेरे गुनाह बख्श कि तेरे सिवा कोई बख्शने वाला नहीं। आमीन। दुआ कर लें। दुआ